Македонија останува посветена на реформите и исполнување на обврските од Европската агенда со цел членство во Европската унија. Според досегашните резултати, земјава е лидер во регионот, а Муцунски очекува тоа да биде валоризирано во извештајот за напредокот на земјава од Европскиот парламент. За Муцунски проблем представува суството, зашто очекува да има негативна оценка во извештајот. Тој во целост се согласува со таа забелешка и очекува тука да се спроведат реформи за исполнување на уште еден критериум. Што се однесува пак до спорот со Бугарија, Муцунски повтори дека очекува гаранција од Европската унија, дека по внесување на бугарите во уставот нема да има други препреки за да се реализира патот до Брисел. Исто така очекувањето дека соседна Бугарија, кога би очекувала ние да го внесеме бугарското малцинство во нашиот устав, најмалку што би можело да направи е да си ги исполни своите обврски согласно меѓународното јавно право, односно тука мислиме на Европската конвенција за човечки права. Како што сподели Муцунски, тој има предчувство дека Европската унија ќе помогне во забрзување на диалогот помеѓу Софија и Скопје и надминување на пречките, зашто министерот вели дека ние ќе бидеме конструктивни, но очекува ист однос и од другата страна. Очигледно е дека во моментов постои сериозен интерес од страна на земјите членки и на европските институции за раздвижување на политиката за проширување и доколку тој интерес е искрен, секако и за нашиот спор ќе се најде соодветно европско решение. Муцунски дополни дека Скопје и Софија ќе разговараат и на настанот во Софија, што треба да се одржи подоцна месецов, додека сега во фокусот е самитот на ЕУ Западен Балкан во Црна Гора. За таму Муцунски очекува од прва рака да го слушне предлогот на Фридрих Мерц, германскиот канцелар, за неговата визија за паралелен пат кон Брисел, со што би можело да се забрзаат процесите за полноправно членство. Делегацијата на самитот во Тиват ќе ја предводи премиерот Христијан Мицкоски и се очекуваат неколку билатерални средби.